Тендерската постапка за делниците од Три чешми до мостот на Брегалница и од раскрсницата кај Бучим до излезот на Радовиш влегоа во втора фаза, информираше директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Првата е квалификациите, каде што се разгледуваат сите пристигнати документи, после тоа, од која ќе се одобрат на тие што може да тендерираат, следува нивната понуда и одлуката кој ќе биде за изведување. Доброто на ова планирање е што овој пат е планиран да заврши за 3 години, а јас мислам дека заврши за некои 2,5 години, освен не знам што да излезе непредвидено на трасата, а овој вториот лот што е од Три чешми до Брегалница и од Бучим до Радовиш, изведбата е 2 години. Така да за рокот за завршување 2 години, така да ќе се поклопи завршувањето и на тој лот и на овој што сега се работи, што е на потешка траса, и во исто време мислам дека ќе се пушти комплетно од Три чешми до излезот на Радовиш. Во меѓувреме завршени се сите 30 на рехабилитации на патишта во источниот регион, но со исто темпо ќе се гради и во наредниот период. Завршени се тендерската постапка целосно, комплетно за 12 патишта преку Светска банка, кои што опфаќаат повеќе патни правци во Македонија, и очекувам некаде за 10 на 15 дена да бидат воведени во работа, и првиот дел од 7 патишта за рехабилитација завршена е тендерската постапка, се подпишуваат документите и се воведуваат во работа 7 патни правци регионални рехабилитации кои што се од поголем обем. Во моментов интензивно се работи и на изградба на новиот експресен пат од Штипкон-Радовиш, кој според надлежните ќе биде завршен пред предвидениот рок. Исто така интензивирани се градежните работи на патот Штип-Кочани, а се работи и на рехабилитација на најоштетениот дел од патот од Кочани кон Пониква.